Владата удира врз синдикалната борба и работничките права. Синдикатите гневни на правилникот за поставување и регистрирање на колективни договори и нивни измени подпишан од министерката за труд и социјална политика Јована Тренчевска. Со правилникот ќе се бара согласност од Министерството за финансии да даде амин за колективен договор, со што на синдикатите им се крати можноста да преговараат во име на работниците во јавниот сектор за поголеми плати и надоместоци. Ова ќе значи дека ниту еден вработен во јавен сектор нема да може преку синдикатот да преговара за поголеми плати, за поголеми додатоци, за поголеми надоместоци, бидејќи Министерството за финансии ќе каже не. Колективните договори ќе бидат само да се регулираат денови за годишен одмор и неплатено отсуство. Ваквото мешање на државата во работата на синдикатите не е видено никаде во светот. Од синдикатот ќе поднесат и представка до суд за да се укине правилникот. Предупредуваат дека намерите на Министерството за труд и социјална политика е со одредбата која се планирала да се воведе во Законот за работни односи да се оневозможи колективните договори да важат до потпишување на нов, што би значело дека веќе ќе нема колективни договори, бидејќи се потпишани од 2009 година и синдикатот единствено ќе има право да разговара само за годишен одмор и отсуство од работа. Владата, Министерството поготово за труд и социјална политика и за финансии стварно нема логика со овие правилници што ги прават, а со овој правилник му се дава толкаво влијание на министерот за финансии да одлучува кој ќе добие, кој нема да добие, на кого ќе му се скрати, на кого да не му се скрати, дури ќе има поголеми ингеренции од премиерот на држава. Синдикатите се гневни на новиот план за штедење од владата, кој според Деановски единствено содржи точки кои се поразителни за вработените, а од владата ќе штеделе само со намалување на репрезентации за 20%, наместо да им ги исполнат ветувањата за зголемување на платите и методологија за раст на примањата, на крај работниците добиле само кратење на плати.